Toyota ја редефинираше својата електрична иднина, но со сегашноста на марката владеат хибридите. Таков ќе биде и новиот CHR, чие производство веќе започна во Турција. Кога во 2016-та се појави неговата прва генерација, заради дизајнот и нешто повисоката цена се доби впечаток дека автомобилот е развиен за Lexus. Можеби заради тоа продажбата беше одлична и неговите храбри линии се прелеа и кај други модели на марката. И неговата нова генерација ја следи истата филозофија, подигнувајќи го статусот на својот претходник на повисоко ниво. Хибриден погон, ново благо издание ќе има и Land Cruiser, чии верни поклоници желно го очекуваат неговото враќање на стариот континент. Задржувајќи ја својата репутација, легендарниот теренец и понатаму ќе троши дизел гориво. За еколошкиот момент пак ќе биде задолжен идниот компактен кросовер кој ќе доаѓа само во електрично издание. Со малиот LBX Lexus прави голем чекор, проширувајќи ја понудата кон пониските ценовни класи. Изведен како луксузната верзија на Toyota Yaris Cross, тој ќе располага со хибриден мотор и сериозно ниво на опрема. Цената нема да му биде ниска, но тоа не ги спречи планерите на марката да очекуваат годишна продажба од 25.000 примероци. Дефинирајќи ја својата европска иднина како електрична, Nissan за тоа побара помош од Renault. Француските партнери во коалицијата несебично одговорија, нудејќи ги своите капацитети за производство на идната генерација на Micra, која ќе ја дели основата со новиот Renault 5. И европската иднина на Mitsubishi е заснована на Renault. Понудата на марката, која некогаш беше доста почитувана, се сведе на ребрендирани верзии на Clio и Captur, кои на пазарот пристигнуваат како Colt и ASX. Честа на јапонскиот производител треба да ја зачува новата генерација на Outlander, која во изменето плагин издание ќе биде понудена и во Европа. Honda ќе ја продолжи својата пазарна трансформација со новиот CR-V во хибридно и плагин издание. Повеќе рафиниран од претходниците, тој ги комбинира вредностите по кои марката е позната со најновите технологии, приближувајќи се кон премиум сегментот. Ако не по се, тогаш сигурно по цената која надмина 50.000 евра. Скоро исто толку купувачите ќе треба да одвојат и за субкомпактниот кросовер со криптична ознака ENY1, која треба да ни каже дека е електричен.